Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за употреба на петарди и останати пиротехнички средства за време на новогодишните празници, како и за последиците од нивно користење. Мои гостинки и соговорнички во студиото се примариус доктор Јасмина Ѓоргиевска-Павловска, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија и директор на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија Скопје, како и Билјана Сарагинова-Панчевска, началник на сектор СПРОН, односно сектор за полициски работи од општа надлежност при Министерството за внатрешни работи. Добар ден и на двете. Ви благодарам што сте дел од денешното издание на емисијата. Ви благодариме. Ви благодариме. Докторка, ќе почнеме со вас. Зошто секоја година околу новогодишните празници прашањето за петарди повторно станува актуелно? Значи, свесни сме дека и последниве неколку, можам да кажам 2 недели, веќе се слушаат петардите низ градот. Звуците, така. Звуците на петарди. И убаво е да ги подсетиме сите гледачи, сите помлади луѓе и дечиња, да знаат што може да се здобијат со какви повреди при употреба и несовесно употреба на пиротехнички средства и на петарди. Так. И затоа ова е еден апел кон сите во нашата држава да може да меѓусебно да се подсетиме за да не тие последици после се по-катастрофални како што и се. Така, како вели народата, подобро да се спречи отколку да се лекува, така. Да. Поводот за денешното гостување е всушност и предновогодишната кампања која традиционално со Министерството за внатрешни работи вие од клиниката за пластична и реконструктивна ја спроведувате речиси секоја години наназад токму овој период. Билјана, во што се состои годинешнава кампања, односно како планирате да ја подигнете свеста пред се кај младата популација, односно адолесцентите, тинеџерите, од учениците, кратко речено, од штетноста и од сите тие негативни последици од користењето на петарди и останати пиротехники? Министерството за внатрешни работи заедно со клиниката за пластична и реконструктивна хирургија ја продолжува оваа кампања поради тоа што бројките кои покажуваат дека употребата на пиротехничките средства е се повеќе зачестена. Ќе одите на терен директно да допрете до најмладите? Така, да, ќе се бидат опфатени и основните училишта, поготово 8-то и 9-то одделение, како и првата година од средните училишта. Инаку од полициски аспект оваа кампања представува се однесува на спречување на ризичното однесување на токму на најмладата популација и исто така затоа што секоја неправилна употреба на пиротехничките средства може да резултира со давање на односно со стекнување со тешка телесна повреда или пак кривична и прекршочна одговорност. Так. Поради тоа, ние реализираме оваа кампања подолго време, подолги години, бидејќи превенцијата носи големи резултати и доколку на оваа млада популација, меѓутоа не се изоставуваат и возрастните граѓани, им се предочат штетните последици, сметам дека ќе имаме ефект во намалување на употребата на пиротехничките средства. Така, чинам, доктор Јасмина, изминатите години тимови од клиниката одеа заедно со представници од Министерството за внатрешни работи, вклучително и Билјана, директно во училиштата, како што споменавме, истото ќе го правите и годинава. Што најчесто им укажувате на учениците од лекарски аспект кога ќе влезете во една училница и кога ќе држите превентивни предавања? Нашето предавање е кратко, не е преголемо за да го задржи вниманието. За да го задржи вниманието и повеќе е сликовито. Првично им кажуваме кои се пиротехничките средства, односно петардите кои што ги има кај нас, како една слика и понатаму кои може да бидат последиците од петардите. На поголемите, да кажам, веќе на адолесцентите им кажуваме кај средошколците и реални слики од повреди. Кај тие кои што не може да гледаат, им кажуваме едноставно да не ја гледаат таа сцена.
Мислам дека реално кога ќе видат што може да им се случи, каков вид на повреда да се здобијат и кои се последиците после тоа, да кажам на последните контроли, што е останато од шаката, пошто шаката е најекспонирана за повреда од пиротехнички средства. Мислам дека ќе придонесе малку барем со страв да ги намалиме овие повреди, пошто само со зборење не знам дали ќе може да допреме до тие деца до некаде, али кога ќе ги видат тие сцени и тие слики. Имало ли покајување едноставно кај деца, што велат вашите колеги дека ако претходно користеле децава, односно средношколците, петарди, после тие слики да се подразмислат? Повеќето се и со прашања и мислам дека и меѓусебно си кажуваат и кај нас веќе 2-3 години немаме повозрастни пациенти од повреда на петарди, но се зголемува бројот во под 14 годишна возраст. Ланската година на детска хирургија се примени 3 дечиња, 12 и 13 години другите две, каде што веќе се останати со трајни последници, инвалидитет, односно ампутирани дел од прстите, кој што не е добра, мислам, не е добра гледка и за детето, и за фамилијата. Трајните последици и за иднината на понатамошниот развој. Може би тоа треба да биде несакан повод за да ја спуштите малку возрастната граница. Тоа беше и разговорот пред да ја почнеме кампањата за да ја спуштиме границата. Дека и основците по доцнежните оделенија во основно да ги офатите. 8 и 9 мислам дека би била добра политика за да може да се слушне. И сите тие имаат другарчиња, сестра, братче, каде што би можеле да ја пренесат таа порака. Тоа е многу битно. Мислам дека и сликовито подобро ќе им дојде, ќе им влезе во глава, отколку само напишано или само да видат. И со разговорот со нас, и со представниците од МВР, мислам дека е вродено доста со плод, пошто веќе 8 или 9 година ние поред што ја правиме оваа кампања и се надевам дека ќе се продолжи тој тек, за да може сепак да се подсетиме сите дека со намалена употреба на пиротехнички средства би можеле со смеата, со музика, со радосни моменти да си ја прославиме новата година без без пукање. Да, но веќе кога ги споменавте и повредите од минатата година токму за адолесцентите, тие дечиња на 12 и 13 годишна возраст и искуството од изминатите десетина години, кои се најчестите ситуации во кои доаѓа до повреди од неправилно користење, неовластено ракување или пак, како што се вели, дефектни пиротехнички средства? Од анамнестички податоци ние што ги добиваме од пациентите, најчесто или ќе испука пред време самата петарда, они кажуваат звук е како бомба да ја експлодирала и многу децата они ги собираат повеќе во едно, пошто звукот бил појак. Тоа од анамнестички податоци, односно од пациентите како што кажуваат. И мислам дека можеби и тој момент е момент кој што придонесува за потешки повреди кога се повеќе од една петарда, пошто тука е веќе поголема концентрацијата на барут, кој што на барутни частички внатре и со појака експлозија имаме потешки повреди. Не е само рана која што би можела да биде на површината на кожата, него тука може да од експлозијата да бидат повредени не само раце, него сите експонирани делови, лице, очи, исто и од јакиот звук и звукот да биде имаме повреда, оштетен. Така, Билјана, колку е распространета употребата на пиротехнички средства кај младите, но и кај повозрастните според информациите на МВР? Пиротехниката, за жал, е многу достапна и е популарна кај различни возрастни групи, меѓутоа најризични како корисници се појавуваат децата и младинците.
Исто така тие не ја препознаваат, тука ја подценуваат на опасност што ја предизвикува петардата или пиротехничкото средство. Не изостануваат, како што споменавте, и возрастните групи од причина што со нивната несовесна употреба на пиротехничките средства, например како што се употреба во затворени простори или пак недржање на определено растојание помеѓу одредени објекти и лица, може да доведе до несакани и штетни последици, па затоа токму оваа кампања нели не е насочена само кон најмладите, туку и кон повозрастната популација, поготово према родителите, а и преку продавниците кои што ги нудат овие производи. Така. Доктор Јасмина, рековте дека минатата година тројца пациенти на детска хирургија немало на пластична хирургија, чина ми пред минатата година исто беше, немаше, значи тоа е добро да се слушне дека постои тренд на намалување, меѓутоа изминатите години навистина имавте сериозни инциденти токму на клиниката за пластична хирургија. Имало и многу повеќе пациенти претходно. Мислам дека ова кампања вродува со плод ради тоа што секој може да слушне или да каже еден помеѓу друг. Повозрастните се тие, како што рече и Билјана, дека и исто кажуваат дека и родителите се тие кои што ги купуваат пиротехничките средства. И убаво и они да слушнат и да видат. Имавме на моје дежурство ситуација каде што 75 годишен пациент дојде со тоа што мислев дека тој користел пиротехнички, но за внукот да не се повреди, он ја зима петардата во рака, среќа, мислам сепак во несреќа, тој имаше доста голема повреда, каде што беа ампутирани дел од прстите наместо детето. Но навистина треба да сме свесни за начинот на употреба и как воопшто да не се употребуваат. Тоа би било како апел од пластична хирургија. Всушност и законски се забранети, како што се вели, еве конкретно да се осврнеме и на тој законскиот аспект. Билјана, што точно предвидува законот за прекршоци во врска со употребата, продажбата и поседувањето на петарди и останати пиротехнички средства? Вака, законот против прекршоците на јавниот ред и мир предвидува одредби прекршочни каде што се санкционираат несовесната употреба и нелегалната продажба на пиротехничките средства. Меѓутоа, тука морам да го напоменам и законот за експлозивни материи и пиротехнички средства, кој предвидува и кривични одредби со повисоки и поригорозни казни за неовластено производство, примена, употреба и тргување со овие пиротехнички средства. Да, дали сите категории, односно видови на пиротехника се забранети кај нас? Па вака, не може да се каже дека сите пиротехнички средства, односно категории на пиротехнички средства се забранети, бидејќи мора да постои правен простор за нивна употреба, поготово за оние кои што се со намена за безбедна употреба, кои што имаат минимални ризици, и помали ефекти, меѓутоа сепак и тие подлежат на јасна контрола во однос на начинот на изведување, употребата и од возраста на лицето кое што ја употребува оваа пиротехничка средства. За разлика од овие пиротехнички средства нели за безбедна употреба, пиротехничките средства кои што содржат распрскувачки или експлозивни материи и кои што може да предизвикаат поголема опасност и оштетување и последици врз животот на луѓето и животните, се строго регулирани. За нив треба да постојат одредени посебни одобренија, посебни лиценци, како и да ги спроведуваат стручни мерки кои претходно ќе бидат со обезбедени сите безбедни мерки за нивна употреба и истиот настан, односно начинот на употребата, местото треба да биде пријавено во Министерството за внатрешни работи и оттаму исто така да се добие одобрение за употреба. Во спротивно следуваат казни, тоа што најмногу ги интересира луѓето и корисно е да се информираат какви се казните за несовесна употреба или продажба на пиротехника токму на малолетници. Има разлика?
Има, да. Значи, согласно Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, Законот за експлозивни материи и пиротехнички средства, Кривичниот закон и ке сите останати позитивни законски прописи кои нели важат на територијата на Република Македонија, постојат законски одредби за несовесно употребување на пиротехничките средства и нелегална продажба. За физички лица тие изнесуваат од 100 евра до 500 евра во динарска противвредност. За правните субјекти, каде што мора да се напомене дека се казнува и правното лице, но и одговорното лице на правниот субјект, се движат во висина од 2000 до 6000 евра во динарска противвредност, како и најстрого се забранува продажба на пиротехнички средства на малолетните лица. Овие казни се многу повисоки, а исто така се предвидува и заплена на целата стока, на целиот асортиман и забрана за работа, односно за вршење на таква дејност. Пред да продолжиме околу контролите кои се доста интензивни овој период, да изслушнеме прашањата и од нашите гледачи. Почитувани, во програма сте, повелете. Ало? Добар ден. Вемувам за пиротехничките средства. Така? Би требало со закон да се забранат заради тоа што и ова Кочани што се случи, им се даваат и на малите, тоа ја имам видено на постат со моите уште која беа живи, едва и поминавме улица. Треба со закон или драконски казни да се стават. Така. Во ред, да. Да не се случи второ Кочани. Така е. Се согласува, меѓутоа, да, токму превенцијата треба да биде во фокусот не само во училиштата, туку пред се и во домот, затоа што голема одговорност има домот, односно воспитувањето на децата во семејството од страна на родителите. Да. И затоа, мислам, за да не се повторуваат такви немили настани кои што да, сите непогоди се уште сме мислам, сепак тоа ќе остане трага кај сите нас, кај секој граѓанин, ради тоа што навистина не е нешто кое што може така лесно и да го поминеме. И затоа се овие апели за тие пиротехнички средства сепак се бидат употребувани од лица кои што се лиценцирани, кои што имаат лиценца за да може контролирано на некој начин, така. Баш така. Да, со сите валидни документи, сето она што предвидува законската регулатива. Дали Министерството за внатрешни работи веќе започна со интензивни контроли на пунктови и продавници каде што незаконски се продаваат петарди? Какви резултати бележите досега? Да, значи, како и секоја година во присрет на празниците и за самите новогодишни празници, Министерството за внатрешни работи превзима акцијски контроли на разни пунктови, разни пазари, како и на самата улица, каде што преку импровизирани средства или продавници за легална, меѓутоа таму се продаваат и нелегални пиротехнички средства, така да се превзимаат сите потребни мерки и исто така и на самите гранични премини. Контролите од страна на Министерството за внатрешни работи не представуваат само формалност, туку тие резултираат и со големо количество на заплена на пиротехнички средства од различен вид на пиротехника. Исто така и резултираат со лишување од слобода на прекршители или сторители на кривични дела и со поднесување на соодветни пријави до надлежните правосудни органи. Така, ќе надополнам токму информацијата од викендот која излезе од Министерството за внатрешни работи на Битпазар заплената поголема количина на петарди и останати пиротехнички средства, чинам околу 7000 парчиња беа токму изминатиот викенд, меѓутоа сторителите ги оставиле производите и избегале го напуштиле местото. Најверојатно Министерството презема мерки за пронаоѓање. Презема мерки секако за пронаоѓање на сторителите. Исто така морам да кажам дека обично големата заплена се како најкарактеристични се петардите, се фонтаните, разните прскалки и ракетите и од други видови на
пиротехнички средства. Со помош на овие кампањи, со помош на овие акциски и засилени патроли и полициски, се можеме да се истакнеме со убав резултат, нели, пред новогодишните прослави за заштита од петардите, на тој начин што, еве, како што го споминавте примерот, на подрачјето на градот Скопје, поточно на Зелениот пазар на Битпазар, запленете се околу 7100 парчиња од различна пиротехника. Во Штип можеме да издвоиме дека се околу 3400, а на целата територија на Република Македонија заплената број веќе над 50.000 парчиња од различен вид на пиротехника. Тоа значи помалку звуци да слушаме во пресрет на новогодишните празници, кои навистина од не само што може да наштетат и вознемируваат на некој начин пред се кај возрастните граѓани. Еве, да го заокружиме овој дел со вас, Билјана, како реагира Министерството за внатрешни работи при пријава на незаконско пукање? Сега, например, ако мене ми пречи да во соседниот двор постојано се пукаат петарди од страна на деца и на возрастни, имам ли право како граѓанин и каде можам да пријавам ако го слушам тој звук постојано? Секако, сите граѓани имаат право да пријават не само за пукањето, туку и доколку се сомневаат за одредена продажба или нелегална на пиротехничките средства, може да го сторат тоа во најблиската полициска станица или пак на телефонските линии 112 и 192 и еве еден апел и охрабрување до самите граѓани нели да ги пријават сите вакви појави. Иначе од страна на Министерството за внатрешни работи, како и по секоја пријава, веднаш се испраќаат полициски службеници на лице место, се постапува со цел нели пронаоѓање на сторителот, негово идентификување, заплена на пиротехничките средства, како и изрекување на прекршочни глоби. Сето ова се работи со цел да се намалат сите инциденти кои што може да предизвикаат повреди, пожари, исто така и да се зачува јавниот ред и мир на граѓаните. Така. Сега малку околу лекарскиот аспект и за повредите, да спомнавте неколку карактеристични случаи со повозрастниот и со децата. Еве, уште еднаш да потенцираме, не е на одмет, доктор Јасмина, кои делови од телото најчесто страдаат? Најчесто страдаат прстите, да, прстите и шаката цела, пошто тие се отворените, со тие ги држат петардите и пиротехничките ракети, како прскалки, било што, да. И све, значи најмногу се прстите. Најчесто се изгореници. Најчесто се изгореници и мали ситни рани, да кажам, по шаката. Може исто и на лице истото да се случи, но најважно е се тоа што кога доаѓа до поголема експлозија, каде што имаме и ампутирани делови од прстите, дел од прстите или да не кажам и цели прсти, што навистина не е добра и не е убава гледка за сите нас, а и инвалидитетот кој што го остава е за... Но и психичкиот момент кај повредениот пост лекувањето, да. Малку околу процесот за лекување, во такви случаи со сериозни повреди, предпоставувам долг и макотрпен е целиот тој процес на третман. Од наша страна, например, ние ќе како хитен се завршува веднаш, може би кај него ќе треба и повторувачки операции, во зависност од повредата, во зависност од тоа дали ќе се инфицира со какви биле допирните површини, колку е длабока раната, и кога завршува нашето лекување, и во меѓувреме заедно со нашето лекување и физикалната рехабилитација, која што кај тие луѓе знаат да трае повеќе од 2-3 месеци. Инвалидитетот е траен, каде кога имаме ампутирани, со губење на вид и слух исто е траен, знае да биде траен, така да оваа кампања да вроди со плод, и компликациите, бидејќи после тоа се отворени рани каде што треба навистина многу внимателност. Значи секојдневните, да не кажам на 2-3 дена преврски, нега на рана, нега на кожата после заздравување на тие опекотини,
тој навистина макотрпно за самиот пациент, па и за околината околу него. Да, на блиските. На блиските. Сепак најважно е тоа да ако можеме, барем со овој апел, со овие кампањи, со овие емисии, да не слушнат сите, да може да се намали бројот или воопшто да немаме повредени од вакви пиротехнички средства. Така, слушнавме и од гледачката Билјана предходно да се забранат скрос, да, и всушност и сега се забранети, незаконски се користат. Како представник на Министерството за внатрешни работи, дали мислите дека е потребно да се заостри законската регулатива или е подобро вака превентивно да се подигне свеста и совесноста кај секој еден од нас? Моje мислење, јас сметам лично дека треба да има комбинирано действување на овие две компоненти што ги спомнавте. Секако дека законската регулатива постои со јасни санкции, меѓутоа сметам дека малце отстапуваме во однос на свесноста на граѓаните, што точно значи несовесната употреба на пиротехничките средства. Така да со подигнување на свеста сметам дека ќе биде многу подобро за самите граѓани и за самите институции. Повеќе сум јас за превентивните активности отколку за репресивниот дел. Законите се тие што ги имаме, законите се добри, но меѓутоа некој треба доследно да ги почитува. Така е. И која е вашата порака до родителите кои купуваат пиротехника за своите деца? Па мојата порака до родителите ќе биде кратка и јасна. Сакајте ги своите деца со тоа што ќе ги заштитите и нема да им купувате вие пиротехнички средства, бидејќи пиротехниката не представува играчка, туку таа е едно зло кое што со употребата незина и невниманието може да предизвика трајни последици. Од аспект на тоа што децата немаат достигнато зрелост, нити пак имаат некои посебни вештини за ракување со истата. Треба да изнајдат родителите други безбедни алтернативи за забава. Така. Доктор Јасмина, не само кај луѓето петардите предизвикуваат штета и кај животните, чина ми тоа го посочувате во вашите предавања, така да страдаат особено кучињата, но скитници, но и домашните миленици. Миленичиња. Секако дека и тие кога ќе се најдат во ситуација каде што има употреба на пиротехничките средства, навистина се вознемируваат и милениците, не само кучињата и матчиња и све што е околно. И мислам дека ако сепак ги имаме доста од нас миленичињата, ако ги сакаме и нив би ги заштитили од ваков вид на оштета што би можеле тие да ја добијат. Но треба да ги заштитиме и ранливите категории, посебно повозрастните, почувствителни се и децата со аутизам и војните инвалиди, исто така, чи звукот, петардите, навистина сериозно ги вознемирува. Да, може да им предизвика враќање на некоја меморија од претходно лоши спомени. Исто и децата што се со аутизмот, значи може да изреагираат повозбудено во такви ситуации, ради тоа што мислам дека убаво би било да се заштитиме прво сите, не само одредените. Но доколку овие апели и превентивни мерки не вродат со плод, еве краток медицински совет во случај на повреда, што најпрвин да превземат? Значи, само тоа што имаат чисто околу себе да затворат повредената површина и да дојдат во ургентниот центар. Дали кај нас, дали во другите хируршки центри низ Македонија. Да не ставаат никако сол на рани тие народни ништо, буквално веднаш да се стерилна подлога. Некоја стерилна или чиста подлога која што би ја имале ако е поголема некоја повреда и веднаш да се јават во хируршка установа каде што секако ќе бидат правилно згрижени, доколку не можат да бидат згрижени во помалите градови, тие ќе бидат препратени секако кај нас. Во хируршките центри. За крај, вашата порака, најважна порака до граѓаните пред да посегнат по петарди престојните празници? Кој што кажа и Билјана,
тоа да не купуваме не само за децата и за нас пиротехнички, да ја славиме нова година со смеа, со радост, со музика. Мислам дека тој е најубавиот звук кој што може да го слушаме и ние родителите и децата наши. Така, и бил ја со вас да завршиме како да се прослават празниците безбедно, а да не завршиме во болница или полициска станица. Па сметам дека безбедноста е многу побитна од било која забава, поготово од онаа забава која носи штетни последици, како што се тешките телесни повреди, кривичната или прекршочната одговорност. Така да со неупотреба, едноставно избегнување на употребата на пиротехничките средства, како и недозволувањето на децата да бидат корисници на овие пиротехнички средства и со малку поголемо внимание и чувство на одговорност, согласно законските прописи или нивно почитување, ќе избегнеме било каква несакана штетна последица и новогодишните празници ќе ги прославиме во радост, наместо во некоја од болниците или во полициските станици. Убави пораки за крај и од двете се надевам дека ќе вродат со плод сите овие информации. Ви благодарам за гостувањето и за одвоеното време денес. Ви благодариме на поканата. Почитувани, а вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Утре ќе имаме гостин од областа на дигестивната хирургија. Ќе говориме за херни, односно кила. Во меѓувреме, останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!